Почитувани, најнапред би сакал како кандидат да му честитам на нашиот шеф на прес-центарот Митровиќ, Керка, и добре дојде во клубот на семејствата и му посакувам да има многу детно семејство, најмалу 3. Честитки. Но без разлика на обврските кои ги има во својот дом, тој не ја напушта обврската да биде поред нас за припрема на овие пресконференција и ние му благодариме. Почитувани новинари, денешниот прес го посветуваме на нашите планови визии за здравството за периодот од 2014 до 2018 година. Очигледен е фактот за посветеноста на ВМРО-ДПМН кон развојот на секој домен од нашето општество. Денес сите скептици, политички опоненти морат да се соочат со вистината. ВМРО-ДПМН пред народот дури 3 пати излегува со отчетност, но исто така ВМРО-ДПМН секогаш е насочена кон иднината, кон нереализирање на проекти кои се од витално значење за секој од нас. Досегашниот начин на домакинско работење докажува дека се она што се зацртува како ветен проект многу брзо станува и реализиран проект. Впрочем, токму поради тоа во програмата на ВМРО-ДПМН за периодот 2014-2018 година, наречена Проверено, се зацртани нашите цели. Ги има сите гранки од општествениот систем и се опфатени сите можни сегменти од нашето секојдневие. Медицината и здравството представуваат неразделен дел од едно општество, токму од тука произлегува и потребата за унапредување на македонското здравство кон она што значи модерен и современ медицински приод. Основна цел е да се овозможи на корисниците на здравствени услуги да бидат задоволни, нивните проблеми да бидат брзо и ефикасно решавани. По реализацијата на голем број реформи во здравствениот сектор, новата опрема, започнатата реконструкција и завршената на многу болници низ Република Македонија, продолжуваме со спроведување на нови реформи и нови проекти во насока на севкупно подобрување на квалитетот на системот на здравствена заштита. Јас ќе ви набројам само неколку проекти од нашата програма Избор на Проверено, кои сметам дека за овој прес се поважни, а тоа е вреднување на образованието и знаењето. Министерството за здравство во текот на 2013 година направи анализа за состојбите на сите јавни здравствени установи, на вработениот кадар на средно стручно образование, а кои во меѓувреме имаат завршено високо стручно образование во период од трајање од 3 години. Од направената анализа произлегува дека вкупно 578 вработени здравствени работници со средно стручно образование и тоа медицински сестри, физиотерапевски техничари, рентген техничари, лабораториски техничари и останатиот среден персонал кој во ова меѓувреме успел да се доедуцира за овие школи, ќе се систематизираат работните места во согласност со дејноста на јавната здравствена установа. Мотивот за имплементација на овој проект од една страна е да се зголеми свеста кај граѓаните за важноста за образованието и да се влијае врз нивната свест за корисноста од образованието, од друга страна да се подигнат нивото и квалитетот на здравствените услуги. Вие знаете дека и во нашата болница преку 40 на сестри со средна стручна спрема во изминатите 5-6 години го ја завршува дополнителна школа за висока стручна спрема од 3 години и тие во овој период изминат има барења за соодветни системски решенија. Законот предвидува веќе од септември да се направат нови систематизации во јавните здравствени установи и секаде каде што има потреба да се вклопат истите, значи да им се признае и завршената школа и да се имплементира со нови поголеми лични доходи. Мислам дека ќе биде на задоволство и на јавните здравствени установи, но и на вработените кои ќе бидат мотив плюс за нивно доедуцирање. Друг проект ни е едукација обука на доктори и друг здравствен персонал. Вие знаете, во изминатиот период беше многу тешко да се стигне на семинар, конгрес, а камоли да се разговара за одредени состојби на доедукација на лекари.
спремен лекар е лекар кој не само што завршил медицина или специализација, но лекар е спремен тој што ги посетува и се доедуцира и апдейтира дневно за состојбите на новитетите во светската медицина. Така да ресорното министерство, помогнато од владата на Република Македонија, сега и веќе ги задолжува лекарите кои се вработени во јавното здравство, по 500 лекари годишно да престојуваат во врвни медицински установи во странство, каде би биле обучувани, доедуцирани и тие исти методи би ги носеле во собствените работни организации. Плюс на ова е интересантно да се каже дека се повеќе од странство доаѓаат и визитинг професори и од одредени клиники од нашите клиники во Скопје, се со цел да се поблиску до тимовите кои работат во јавните здравствени установи. Имаме проект за воведување на 100 нови методи, значи овие лекари кои ќе одат на доедукации, кои ќе бидат строго контролирани и по потребите на јавните здравствени установи во врвни светски установи, ќе бидат обврзани да воведат најмалу 100 нови методи од интервентниот дел на медицината. Со тоа ќе се пополни оној вакуум на лекување на пациентите кои одеја само во врвните приватни клиники во Скопје и во отделни клиники во државната клиника. Фондот за здравствено проектот е фондот поблиску до пензионерите, низ најразлични обуки и комуникација со Сдруженијата на пензионерите, Фондот за здравство, односно ресорното министерство, се доближува поблиску до ова структура голема структура на здравствени осигуреници, така да планот е да се надминат сите проблеми околу нивно здравствено згрижување, така да немаат пензионерите никаков проблем во однос на нивното лекување или набавка на лекарства. Проектот телефонска линија за медицински совети е исто интересантен. Тој живее во современиот здравствен свет. Значи, за секој проблем кој една индивидуа дома ќе примети дека се случуваат промени кај него, температура, главоболка, покачена температура и останатите гоби, нема да има потреба да трча одма во ургентните центри да прави панични состојби, него едноставно да се обрати на линијата на дежурен лекар, кој уредно ќе биде информиран и уредно ќе го упати во адекватна здравствена установа. Значи, со ова ја подобруваме непосредната комуникација меѓу пациентот и лекарот. Имаме проектот за нови лекови на рецепт достани за пациентите. Вие знаете дека во изминативе 3 години значително се намалени лекарствата на коштање на набавка на лекарства. Значи, имавме лекарства кои веќе се и 200 пати намалени во однос на оние евидентирани цени кои беа, за жал, многу скапи пред 8 до 10 години, така да веќе лекарствата се достапни за сите. Многу од нив, повеќе од 80% веќе се достапни на позитивната листа, некои се со минимална доплата, така да веќе имаме најава за апдейтирање на новата позитивна листа на Фондот за здравствено осигурување, така да сметаме дека во ова листа ќе влезат најсовремените лекарства кои се неопходни за лекување на посложени здравствени состојби. Јас би сакал во изборната програма уште да подсетиме за неколку работи кои се однесуваат на нашиот град Охрид. Тој е проектот за целосна реконструкција на специјалната болница Свети Еразмо Охрид. Некои од вас беа присутни на нашата пресконференција во Свети Еразмо, но сакам повторно да ја потенцирам важноста од овој голем, исклучително важен проект, каде што веќе одиме на осовременување на здравствениот објект, специјална болница за ортопедија и травматологија, значи комплетно ќе биде реновирана од 100%, значи реновирана од болничките соби до придружните објекти, до операционите сали, до салите за ортопедија, травматологија, и во истиот тој дел ќе влезе да се гради, ќе се префарла, значи, кардиолошката болница, значи Свети Стефан ќе оди према Свети Еразмо, и очекуваме да
кардиолошкиот центар биде врвна водечка медицинска установа во регионот за интервентна кардиологија. Вие најдобро знаете што значи интервентна кардиологија, каде што се спасува дневно човечки животи и едноставно се заштедува оној проблем кој го имавме на времето со транспорт на пациенти до клиника за кардиологија. Во однос на нашата болница, значи би сакал да ви кажам дека по точка 82 веќе е влезена во програмата проверено набавка на дигиталната мамографија, значи ова ќе се случи во годината 2014-2015. Јас на една пресконференција каде што бев повикан од нашите политички опоненти дека мамографот е прашање за реализација. Значи мамографот е официјално влезен во програмата проверено. Јас уверувам дека таа диагностичка метода која е исклучително важна за ран скрининг на карциномот на дојка на жената е од исклучително значење дека ќе биде воведен до 2015 година. Сакам да ви кажам дека дигиталниот мамограф е од исклучително значење и е многу скап. Значи, на овој регион имаме само мамограф во Вевчани кој е аналоген и која точноста е околу 70%. Дигиталниот мамограф ќе дава точност од 100%, значи 99,99%. Се воведува нова метода на колоноскопија, исто е ставена метода за преглед на дебело црево, која е златен стандард за навремено откривање на бенигни, предмалигни и малигни заболувања на дебелото црево. Со воведување на ова метода во општата болница Охрид се проширува здравствената дејност на болницата, од што најголем бенефит ќе имаат пациентите од тој регион. Јас сакам како лекар да ви информирам дека е сериозен проблем колоректалниот карцином кај млади луѓе. Порано беше златен стандард да секој маж или секој индивидуа пациентите се прегледа над 50 годишна возраст, но статистиките покажуваат дека старосната граница се сериозно поместува према долу. Имаме пациенти под 30 годишна возраст веќе со сериозни промени на тој колоректален карцином. И денеска имав можност да се чујам со нашиот градоначалник, почитуваниот колега мој доктор Бакрачевски, и објавуваме дека ќе одиме на тотална не реконструкција, значи изградба на нов објект на Маларична преку пат нашата зграда. Ја знаете, ова Маларична која е изградена во далечната 27 година, во која сум јас лично почнал да работам како млад лекар и сум работел повеќе од 4 години на службата за брза помош, и сите сме свесни дека не ги исполнува основните услови за обавување на здравствена дејност, камоли да ние како Охрид понудиме здравствен туризам или прифат на туристи. Значи тоа е едно лошо огледало кој за жал изминатите градски водства не успеале или немале желба тоа да го направат. Значи јас денеска и официјално го објавувам дека Маларичната ќе биде во периодот 2014-2018 година завршена како нов, современ, поликлиничен, триажен поликлинички здравствен објект. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти кои што докажано се реализираат. Проверено. Прочитаја целата изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.